Власта и понатаму не објаснува зошто министрите, директорите, носителите на државни функции мора да се возат во луксузни автомобили кои чинат повеќе од 45.000 евра. Наместо да одговорат зошто кога земјава е во голема криза не одберат поевтини коли, кои исто така се квалитетни, тие се правдаат дека оперативниот лизинг бил стандардна форма во целиот свет за одржување добар возен парк. Никој не го оспорува начинот на кој ќе се набават 45 автомобили од моделот Passat. Јавноста збесна поради големите суми на пари кои ќе се плаќаат во време кога илјадници граѓани се на работна екзистенција и живеат во апсолутна сиромаштија. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики се обиде да ја оправда скандалозната набавка за обогатување на возниот парк на функционерите. Правевме одредени анализи, се укажува дека теретот на евентуалното купување, одржување и така натаму е скоро двојно поголем него оперативен лизинг кој што би ги чинело нашите граѓани. Да не зборуваме за другиот сегмент, затоа што веројатно во јавноста тоа нема да звучи добро, но има и други параметри кои што треба да се земат во предвид. Дека владата треба да намали со трошење и дека не е време за купување на автомобили, вчера предупреди и академик Таки Фити. На научната конференција меѓу МАНУ и Министерството за финансии посочи дека јавниот долг треба будно да се следи и да не се размислува за непродуктивни трошоци.